Добро утро од студиото на Слободен печат. Ова утро во рамки на соработката на Цивил и Градска со Слободен печат го имаме председателот на Цивил, Џабир Дерала. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Денеска ќе поразговараме околу гласањето, различни теми во кои што Цивил е вклучен, Цивил Центарот за слобода како организација е вклучен првично преку иницијатива која што го носи името Ти одлучуваш гласај. Која е целта на оваа кампања? Тоа е, како што кажува името на самата кампања, и би рекол иницијатива повеќе отколку кампања, бидејќи не се работи за класична кампања, туку е повеќе граѓанска иницијатива која води Цивил, речиси исто толку долго време колку што е вклучен во изборниот мониторинг, а тоа е иницијатива со која ние се обидуваме да ги објасниме правата на граѓанките и граѓаните, правото на глас, што е фундаментално човеково право, и исто така да ги повикаме да гласаат, да учествуваат во тој процес, бидејќи демократијата најдобро и најкомплексно се одразува токму во тој процес на гласање, на изборите, било кои избори да се, граѓанското учество е пресудно. Всушност, изборите се прават за нив, а не се прават за кандидатите и за политичките партии. Така, се согласувам. Меѓутоа, многу често граѓаните, меѓутоа еве и ние новинарите, во рамки на изборните кампањи, предизборните кампањи, многу често знаеме да немаме доволно информации, што точно треба и како треба. Вие промовиравте и платформа во форма на интернет страница, каде што навистина може да се видат сите оние гласачки права и регулативи кои што сите треба да ги знаеме. Тоа е само почеток, тоа е дел од веб страницата на самата организација vote.civil.org.mk и тоа е нешто што го правиме веќе подолго време. Впрочем, ако погледнете на медиумската платформа на Цивил, која е прилично комплексна и објавува содржини и на македонски, меѓутоа и на албански, а еден избор од тоа оде и на англиски јазик, ќе видите дека тука ние се обидуваме што е можно повеќе, што е можно по обсежно, посеопфатно, да им соопштиме на граѓанките и граѓаните што се правото на глас, како се гласа, кои се нивните права во посебни делови од изборниот процес, особено ако се соочат со кршење на нивното гласачко право, што се случува кога тие не можат да гласаат, а не се наоѓаат на избирачкиот список на избирачките места и така натаму и така натаму. Тоа се се права, тоа се се ситници, што би рекле некои, меѓутоа всушност важни детали од тоа како граѓанките и граѓаните можат да го искористат своето право и како да го заштитат. Ние сме тука како организација не само да промовираме и да информираме, туку се обидуваме на граѓанките и граѓаните да им помогнеме да ги остварат своите гласачки права, особено ако тие се загрозени. И тоа не е се. На таа веб страница ние оваа година промовираме и една интересна алатка, мене ми е особено нова и интересна, а тоа е потсетник, односно календар на гласање, или со други зборови, ако се пријави граѓанинот на тој формулар, ќе забележат дека потоа тој ги потсетува уште колку време им останало до гласањето, односно да го планираат своето гласање. Ова особено заради тоа што имаме изборен процес кој паѓа и во работни, добро ќе биде неработен ден, меѓутоа среде работна недела, и мислам дека тоа ќе биде добар потсетник, добра алатка за сите што сакаат навистина да го искористат своето право на глас и да помогнат во развојот на демократијата на земјата. И ова не се празни зборови. И плюс тоа имаме уште една веб страница, еве ексклузивно за Слободен печат, која деновиве ќе биде повторно лансирана, се лансира секогаш пред избори, а тоа ќе биде веб страница на која граѓанките и граѓаните ќе можат да пријават било какво кршење на нивното гласачко право или пак изборна корупција, притисоци, закани и друг вид на изборни нерегуларности. Пред малку постојано се повторува тоа дека гласачкото право е демократско право,
всушност, меѓутоа има генерална перцепција во нашето општество, малку несериозно се пристапува кон тоа гласачко право. Некако, еве испомнавте на работни денови, можно е да се очекува, значи, помал број на граѓани да гласаат, бидејќи сред недела, споен викенд. Сметате ли дека тоа беше добра одлука да биде сред недела? Исто така, кој е вашиот личен став по однос на тоа граѓаните како го перцепираат? Прво за тоа за гласањето. Мислам дека луѓето се доволно свесни за тоа дека ако не дојдат на време на гласање, дека ќе го пропуштат своето право, да го искористат своето право на глас и некој друг ќе гласа и ќе одлучи за иднината на државата, додека некој се ги користи последните часови од тој продолжен викенд. Тоа е една работа. Многумина ќе речат баш ми е гајле, добро, во ред, ако така мислат, меѓутоа исто така луѓето и од практични причини верувам дека ќе се вратат барем малку порано и доволно ќе бидат на време да гласаат, заради тоа што нема да сакаат да виснат на границите во километарски колони. Мислам дека особено ако ја користат нашата алатка планира го своето гласање, ќе дојдат на време и ќе го искористат своето право на глас. Ако ме прашате за оценка за тоа зошто во работен или неработен ден, окей, да не им се мешаме на оние што го одлучувале тоа, но од друга страна мислам дека на некој начин како некој подсвесно или свесно да работел на тоа да ја намали излезноста на изборите, што секако дека нема да ја намали излезноста на партиските војски. Јас сметам дека секој граѓанин или граѓанка во нашата земја треба да биде свесен или свесна дека треба да одлучи за својата и за иднината на оние што ги сакаат самите, а да не дозволат други да одлучуваат за таа иднина и особено затоа што тие партии кои се најголеми, најмоќни, веќе имаат некакво колку толку дисциплинирано тело, некои помалку, некои повеќе, кои ќе одлучат за сите останати кои можеби ќе отидат надвор од земјата од една земја, ама ќе се вратат во друга и би требало да бидат свесни за тоа и да гласаат. Што се однесува до самата свест и за третирањето на гласачкото право. Јас мислам дека е најлесно да им се префрли одговорноста и да се обвинат граѓанките и граѓаните дека се несвесни, дека имаат ниска политичка култура, дека се неодговорни и така натаму, што можеби е до некаде и оправдана критика во одредени услови, меѓутоа јас сметам дека всушност за таквиот третман се виновни институциите и политичките партии. Не можете вие се да им препишете на граѓанките и граѓаните дека за се тие виновни. Напротив, вината и одговорноста за нивото на политичката култура, за нивото на културата на гласање, изборната култура треба да се побара токму кај политичките партии, меѓутоа и кај надлежните институции, оние институции кои се задолжени со закон и се платени со нашите пари да водат кампањи, едукативни, граѓански кампањи за едукација за гласачкото право. И мислам дека еве од ова место каде што и јас говорам и ние разговараме овде, мислам дека е добро да упатиме еден апел до граѓанките и граѓаните да не дозволат други да им ја кројат ниту нивната политичка култура, граѓанска култура, ниту нивната иднина, туку самите да ја земат иднината во своји раци и да гласаат, да излезат на гласање и да одлучат онака како што тие мислат, да донесат информиран избор и да ја искреираат иднина од 4 години, а во случајот со председател 5, да се разбира на многумина во оваа земја не им одговара тоа, се обидуваат да го намалат, да ја намалат излезноста, да ги обесхрабрат луѓето да гласаат, особено ако не се сигурни за кого ќе гласаат. Тука би сакал да соопштам нешто. Нам во цивил буквално воопшто не ни е грижа за тоа за кого некој ќе гласа. Важно ни е да гласаат луѓето. Цивил е наблюдувач на изборите околу 16 години.
што точно значи овој процес? Што значи наблюдувањето? Која е обврската и одговорноста која што има Цивил како организација и кој е обемот на работните обврски, бидејќи тоа е еден сложен процес? Колку време имаме, колку часа имаме да објаснам. Во кратки црти, Цивил веќе 16 години, постои 25 години, меѓутоа веќе 16 години е вклучен во изборниот мониторинг. Од самиот почеток, од 2008 година наваму, ние се обидуваме да ги покриеме тие делови во изборниот, домашниот изборен мониторинг, кои не се покриени од другите организации. Имавме и задоволство да соработуваме со навистина многу значајни организации од регионот, меѓу кои ќе ги спомнам ГОНГ од Хрватска, меѓутоа и со други организации. Се разбира, драгоцена е соработката што ја имавме и со организацијата, асоциацијата МОСТ. Меѓутоа, морам да кажам дека од 2021 година Цивил е единствената голема домашна организација која ги наблюдува изборните активности, односно изборниот процес, и тоа малку отежнува нашата работа. Во секој случај нашата методологија, и ова можам да кажам дека всушност го парафразирам, односно го цитирам од релевантни меѓународни експерти и фактори, дека поседува уникатна, навистина уникатна методологија на изборниот мониторинг, од кој може да се научи многу, дури и на меѓународно ниво. Цивил служи како организација од која се излекуваат информации и методолошки решенија за тоа како да се спроведе сеопфатен изборен мониторинг. И навистина сум горд што сум Цивил во овој момент кога можам да го соопштам тоа, бидејќи тоа не се наши зборови, тоа се зборови на навистина релевантни експерти на меѓународно ниво. И мислам дека тука најважно е да се каже дека Цивил како организација која спроведува домашно наблюдување на изборниот процес е максимално мобилна организација. Ниеден наблюдувач на Цивил не е статичен, туку е максимално мобилен и ние секогаш кога во комуникацијата со Државна изборна комисија го објаснуваме нашето наблюдување, наведуваме во нашата апликација за акредитирање дека сите без исклучок наблюдувачи на Цивил се мобилни. Тие имаат 4 нивоа на мобилност: општинска, меѓуопштинска, регионална, национална и така натаму, да не откривам повеќе детали. Меѓутоа се работи за еден сеопфатен мониторинг кој не го наблюдува само избирачкото место, туку целата ситуација на терен во еден многу подолготраен процес отколку било која друга организација за која знаеме во светот која наблюдува изборни процеси, и заради тоа сме драгоцен ресурс за информација и за другите организации, како меѓународни, така и домашни, кои наблюдуваат избори и кои сакаат да дознаат што навистина се случува. Се работи за тоа дека Цивил навлегува најдлабоко во сите суптилитети на изборниот процес, меѓутоа особено внимание посветува на злоупотребата на човековите права и слободи, злоупотребата на правото на глас, а особено во политичката корупција. Така. Вие на почетокот на месецов, мислам дека или пред кампањата, имавте извештај во кој што ги нотиравте забелешките во однос на изборниот законник, изборните реформи, институциите, почитувањето на човековите права. Малку околу овој извештај, дали се очекува нов извештај или тоа би го направиле? Тоа е веќе, би рекол, стар извештај, беше втор по ред, 18 март беше промовиран на една кратка пресконференција на која дојдоа доста медиуми, и благодарам за интересот. Се разбира, имаме нов извештај. Во тој извештај се работеше за еден наш поопширен извештај за реформите, изборните реформи, односно процесот на измени во изборниот законник. Зошто беше тоа важно? Важно беше да се каже дека ние како организација бевме исто така волонтерски, како што го правиме и изборниот мониторинг волонтерски. Учествувавме долги месеци со навистина значајни ресурси од организацијата во процесот на измените во изборниот законник.
и тие беа предводени од господинот Новаковски, инаку искусен експерт во оваа област, поранешен председател на ДИК, и токму навреме, точно навреме ги завршивме сите тие измени кои во најголем дел се потпираа на препораките од ОДИХР, да не кажам целосно, и тие измени беа изгласани од работното тело и партиите имаат доволно време да ги изгласаат. Ги изгласаа во март, што е кршење на една од основните препореки на ОДИХР, а тоа е да не се носат измени во изборниот законник најмалку 6 месеци пред одржување на изборите. И тоа беше многу важно да се каже на таа пресконференција. Тој извештај е објавен, веќе е и апдейтиран пред неколку дена со нови детали од тоа што до што дојдовме, до нашите наоди до кои дојдовме во периодот потоа. Меѓутоа се разбира дека ќе има уште еден извештај во кој ќе има уште повеќе детали. Во тој извештај имаше и податок за тоа дека човековите права и слободи се прекршени, меѓу другото се однесуваше и на тоа дека според информациите што ДИК ги соопшти, ги добило од МВР, 1040 и неколку граѓанки и граѓани кои првпат гласаат, всушност не ќе можат да гласаат на изборите во вториот круг. И тоа е според нас кршење на гласачкото право. Затоа што она што ние постојано го повторуваме е дека државата има обврска да обезбеди максимални услови за секој граѓанин или граѓанка со навршени 18 години и е државјанин на нашата земја да има можност да гласа. Еден е многу, а камоли 1040 и неколку. И тоа мислам дека можеше да се реши со една многу кратка, многу едноставна постапка во парламент или на било кое друго ниво, да им се обезбеди на сите луѓе да можат да гласаат без никаков проблем. И ние им стоиме на располагање на сите граѓанки и граѓани да се јават во цивил, ние ќе се обидеме заеднички да најдеме решение за сите проблеми. А за овој проблем за кој зборувам, навистина треба државата да се погрижи, има уште време, може да донесат некоја мерка со која ќе им овозможат на сите да гласаат. Така. Покрај овие забелешки вие постојано следите и дезинформациите. Најчесто ги следите, значи, преку медиумите, меѓутоа и самите политичари директно во однос на антизападната пропаганда, значи националистичките пропаганди, меѓусебните навреди. Што може да издвоите нешто што е многу во периодов што доминира од сите овие? Има низа извештаи буквално секој ден. Цивил само од почетокот на оваа година има регистрирано и архивирано повеќе од 3000 случаи на различни облици на злоупотреба на јавната комуникација преку социјалните мрежи или дури и медиумите, вклучително и мејнстрим медиумите, што би рекле големите телевизии со национална концесија, па дури и самиот национален сервис. Во нив забележуваме низа проблеми, низа навистина сериозни прекршувања, а тоа се говорна омраза, дезинформации, лажни наративи, националистички пропагандни наративи, антизападни наративи. И кога велам антизападни, тоа значи дека тоа се наративи кои се спротивни од македонските национални интереси и македонската државна ориентација. Се работи за наративи кои всушност и пречат на нашата земја, на Македонија да оди понатаму во своите евроатлантски интеграции. За тоа зборувам, не дека ние нешто се грижиме за тоа дека некој напаѓа некоја друга земја во своите наративи. Туку се работи за наративи кои попречуваат на нашата земја и на општеството да ги согледа своите интереси кои се вградени во сите национални стратегии откако постои земјата како независна. И исто така се бележи еден многу силен бран од руска пропаганда која доаѓа или директно преку медиумите, преку социјалните мрежи,
меѓутоа и преку други ентитети, како што се верските заедници, граѓанските организации и дури и бизнисот. Тие канали се исто така отворени и преку политичките партии и други политички групи или граѓански иницијативи кои под превезот на човекови права или некаква гордост или некакви национални или идентитетски прашања, тие всушност служат како антени, односно канали за антизападна, проруска пропаганда. Тие исто така доаѓаат и преку прокси канали. Знаеме дека Србија е еден од тие канали преку кои буквално има бранови на пропагандни наративи кои доаѓаат од Москва и ние буквално секој ден го следиме тоа и имаме извештаи на дневна основа, на неделна, на месечна и се разбира тоа го соопштуваме секогаш кога имаме цврсто и добро верификувани податоци и факти. Тоа што е многу интересно овде, бележиме веќе подолго време дека одредени политички партии, нема да ги спомнувам по име, одредени политички партии преку медиумите, социјалните мрежи од неодамна и преку граѓанските организации, think tank организации, излегуваат со негирање на тоа дека постои било какво руско влијание во земјата. И тоа е многу да не беше драматично и опасно за развојот на настаните во оваа кревка реалност во која се наоѓаме, тоа ќе беше гротескно и смешно. Меѓутоа, очигледно е дека одредени граѓански организации кои се платени од Запад, од тој Запад, од Европска Унија, од други фондови во западните земји, западните демократски земји, всушност шират пропаганда, класична руска пропаганда и им служат на партиските интереси на одредени партии во оваа земја. И знаете, тоа е она кога ќе кажете, и многу е точно, ѓаволот првата работа што се обидува да ве убеди е дека не постои. И токму тоа се случува во овој случај. За жал, дел од граѓанските организации влегуваат во оваа валкана игра која е опасна и може да ги загрози националните интереси на земјата, стабилноста и безбедноста. Да, тоа сакам да прашам кои се штетите од целото ова негирање. Меѓутоа штетите се сериозни. Штетите не се наивни воопшто. Покрај ова имаме ние дезинформации во однос на кандидатите, лични навреди, значи дали тоа го следите? Апсолутно, дали да. некој воопшто го следи, затоа што секојдневно го читаме и мислам дека ги надминува некој. Мислам дека дел од медиумите го следат тоа и тоа на многу добар начин. Се разви дека Цивил го следи тоа. Видете, кога се работи за изборна трка, знаеме дека во последниве години и во светот тренд е кандидатите да бидат малку поостри еден кон друг. Се позасилен е трендот да не бидат само поостри едни кон други, туку да настапуваат со жестока, па и би рекол и црна кампања едни против други. Македонија воопшто не е исклучок во тоа. Тоа е една многу фина редовна ситуација во ова колоритно балканско милје, би рекол. Се разбира дека најчесто гледаме дека тие се некоректни едни кон други. Барем еден дел од политичките партии знаат да се и кандидати знаат да се користат со ноторни лаги и исто така да се служат со навистина валкани лаги за своите против кандидати и воопшто на тој начин ја навредуваат дури и својата земја и се разбира вредностите за кои велат дека се ги застапуваат, а всушност први ги газат. Ги бележиме тие со оглед на тоа дека е изборен процес, на некој начин е малку преобемна работата, не успеваме се да обработиме и заради тоа
ќе чуваме еден дел од тоа кога ќе стивнат сите работи и ќе излеземе со извештаи, со препораки, се надеваме дека некој ќе ги прочита и дека ќе ги примени. Но во секој случај мислам дека овие избори ќе ги запомниме по многу острата поларизација, многу остриот речник и гледаме дека сите се свесни дека влоговите во овие избори се извонредно високи и заради тоа оние што сакаат да ги постигнат своите цели се служат, барем дел од нив се служат буквално со сите средства, најчесто недозволени или пак неприфатливи во етичка смисла на зборот. Апропо тоа, значи, имам уште едно прашање при крај на нашиот разговор. Бидејќи следите 16 години, какви се очекувањата за изборниот ден оваа година? Има ли разлика од претходно? Каква е климата меѓу граѓаните? Предпоставувам дека и тоа исто така го следите. И за крај исто така би сакала уште една порака да ни кажете во однос на гласањето. Има, како што кажав, поларизирана е ситуацијата, амбиентот е отровен во земјата, барем во еден голем дел. Меѓутоа има и многу светли моменти. Дел од организациите се обидуваат да помогнат со подобрување на атмосферата, со охрабрување на граѓанките и граѓаните да излезат на гласање. И впрочем, што е можно повеќе луѓе да излезат на гласање, пак ќе кажам, не е битно за кого ќе гласаат, туку да гласаат. Тој амбиент, таа атмосфера ќе биде подобра, пофестивна. Затоа што ако ги оставиме само партиските војски, тогаш ќе биде тоа лошо. Очекувам дека тензиите само ќе се зголемуваат, но истовремено верувам дека политичката култура ќе надвладее и дека на демократија и на демократски извори ќе надвладее и дека ќе имаме колку толку пристојни, добри, фер, слободни избори. Мислам дека за разлика од некои други времења државните институции сепак обезбедуваат доволно широка рамка да се одржат законити, фер демократски избори, слободни избори. И наспроти сите тенденции кои гледаме кај одредени политички ентитети, мислам дека тоа ќе надвладее, се разбира инциденти секогаш ќе се обидува некој да предизвика, но ние ќе повикуваме до последниот момент на разум, на смиреност, на законита реакција на институциите и на демократска реакција на граѓанките и граѓаните. Во секој случај, ќе повторам, многу важни избори се овие, исклучително важни, да не кажам историски, бидејќи многу мина го кажуваат и кога треба и кога не треба. Меѓутоа, кога ќе погледнете, Македонија постои 33 години, 34, видите, тоа е млада демократија и се разбира дека се што се случува е историско. А особено во услови кога имаме и светски кризи, светски војни, не во непосредниот регион, но во поширокиот регион имаме, се чувствуваат тие воени, жестоки воени пожари, пред се мислам на руската агресија против Украина, меѓутоа и судирот во Газа, ги гледаме и во најнепосредно соседство тие тензии кои се меѓу нашите две соседни држави, Косово и Србија, а да не зборувам и за притисокот кој македонското општество го доживува од бугарска страна. Се разбира, сето тоа не би требало да биде пречка ние да имаме добри, убави, демократски, слободни, законити, фер избори. Се разбира, тоа зависи и од граѓанките и граѓаните, меѓутоа се разбира дека исто така политичките партии се оние кои мораат да го обезбедат тој амбиент. За сега не баш доволно го прават тоа. Така. Јас ви благодарам многу, има уште многу да се дискутира на оваа тема. А на гледачите им посакувам убав ден.